Напредокот во спроведувањето на Преспанскиот договор, но и спроведувањето на неопходните реформи за приближување кон Европската Унија е можност за земјава да ги зацврсти и унапреди политичките и економските односи, не само со Грција, туку и со сите други членки на Унијата. Токму тоа го очекуваат и македонските граѓани, според кои властите немаат време за меден месец. Во ова издание на емисијата Агенда 35 ви ги пренесуваме ставовите на Грција, на земјата претседавач со Европската Унија Романија и на граѓаните. Останете со нас. Во оваа емисија ќе гледате: Грција станува еден од најголемите сојузници на Северна Македонија. I'm sure that we can count on your support and you can count on our support. Вели во интервју за Агенда 35 грчкиот министер за дигитални политики Никос Папас. Истражување на јавното мислење. По затворање на прашањето за името се очекува зголемена поддршка од граѓаните за членство во ЕУ. Интервју со романскиот амбасадор во земјава Виорел Станила, откако Романија го презеде претседателството со Европската Унија. Преспанскиот договор е решение на политички проблем, но представува основа за големи економски придобивки и за граѓаните и за компаниите од двете земји, вели грчкиот министер за дигитални политики Никос Папас во интервјуто што го направивме со него при неговата посета на земјава неделава. Тој вели дека двете земји изгубија премногу време и затоа според него политичарите мора брзо да ги преземат сите мерки да потпишат заеднички договори што ќе им го олеснат животот на граѓаните. Now the Prespa agreement is a reality and its implementation gives the chance to me and other ministers to visit your country and apply policies that affect the real lives of people. So today we agreed in decreasing roaming charges. There is a huge potential of cooperation in terms of tourism, energy, networks, startup companies, you name it. There is absolutely no field that we cannot cooperate. And allow me to say that the portfolio that I have the honor to serve can be a real fast and effective bridge for the future. New technologies can bring people together. Министерот Папас во владата на премиерот Алексис Ципрас е задолжен за дигитални политики, телекомуникации и медиуми, но како економист се осврна на потенцијалот за поголема бизнис соработка меѓу двете земји. I think there is a realization on both sides that Greece is the most important partner for North Macedonia and North Macedonia is the most important partner for Greece in the area. And the realization of political leaderships has opened the way for the Prespa agreement. I would say that we have to focus on developing critical infrastructures and connectivity between the two countries, which means connectivity of the two countries with Central Europe. Motorways, railways, telecom networks. This is the basis on top of which you can build services, you can build connections, you can create a credible hub for the whole of Europe that will be sustainable for the decades to come. So we are at the crossroads of three continents. We have a realization that this is the special role we can have in the area, and we have to take all necessary measures to make this role materialize. Грција е втор најголем трговски партнер на Северна Македонија, а двете земји лани размениле стоки во вредност од 840 милиони евра, што е зголемување за 15,8% во однос на годината претходно. Но сепак, македонскиот извоз е далеку помал од рекордот остварен во 2008 година пред почетокот на економската криза што најмногу ја погоди оваа земја. Сега министерот Папас е оптимист дека економската криза е надмината и проценките се дека грчката економија следните години постојано ќе расте.
The trade between North Macedonia and Greece, of course, was subject to the problems that existed. The reality says that it has increased significantly after the Prespa agreement. You can realize that in the figures of 2018, and I think that thereafter you will see a greater increase. We have to make it easier for people to travel across the border, make it easier for products to cross the border, and you will see that life will solve problems that looked to be unsolvable. Како една од земјите што стана најпроблематична во Европската Унија, со огромен јавен долг кој ги натера европските лидери да и наметнат строги мерки на штедење, Папас вели дека Грција денес е стабилна земја. Од нивното искуство со Унијата, вели дека најважно е да имате сојузници на кои ќе можете да се потпрете. In the European Union you need alliances, and this is where everybody should focus on. Of course, we have been quite frank and open when discussing the changes that Europe needs in itself and in its institutions in order to avoid political crises like the one we faced in Greece, and in order to avoid the prospect of the ever-increasing nationalism that attempts to grow new borders between the peoples of Europe and cannot actually provide solutions to the problems that we face. It is the progressive forces of Europe that can actually propose and implement collective progressive solutions for all. The solution and the idea that each and every one of us should look at its own yard and then the common problems will be solved, it's an idea that has been obsolete and it has been proven insufficient for solving the problems of Europe. And we have witnessed that on the economics and on the refugee crisis as well. Министерот Папас вели дека Грција станува еден од најголемите сојузници на Северна Македонија на нејзиниот пат кон Европската Унија. Македонските граѓани не ги напушта желбата за членство во Европската Унија. Тие даваат голема поддршка за овој процес, но се повеќе преовладува и мислењето дека земјата не е подготвена за приклучување на европското семејство. Ова го покажуваат резултатите од последното истражување на јавното мислење и компаративната анализа, спроведени од Институтот за демократија Societas Civilis и германската фондација Конрад Аденауер. Поддршката на евроинтегративниот процес во 2014 година била 80%, но минатата година, делумно и поради процесот поврзан со договорот од Преспа и промената на името, таа изнесуваше 72%, што е најниско ниво во анализираниот период. Имајќи го предвид фактот дека анкетата е спроведувана во периодот од 3 до 21 декември, кога не беа завршени сите процеси поврзани со ратификацијата на договорот, истражувачите од институтот очекуваат обновување на поддршката за членство во ЕУ, сега откако ова прашање е затворено. Ова прашање влијаеше дефинитивно изминативе години. Значи, доколку се додаде условот промена на име, тогаш, особено меѓу оние испитаници кои што се етнички македонци, поддршката за ЕУ опаѓаше, доколку нели се постави прашањето дали сте за членство во ЕУ, дури и по цена на промена на уставното име. И тоа и останува да биде главен извор на евроскептицизам. Меѓутоа, оваа година забележуваме интересни поместувања, каде што процентот на луѓе кои што би гласале против членство во Европска Унија, доколку тоа би подразбирало промена на уставното име, е намален. Тој се намалува, дури се намалува и кај етничките македонци. Така што со оглед на фактот што оваа година веќе се разреши ова прашање, се затвори, ние во иднина очекуваме да поддршката на Европската Унија биде и поголема. Интересна е перцепцијата на граѓаните кои во најголем процент, дури 25%, очекуваат дека земјава ќе стане членка на Европската Унија за 5 години. Иако трендот опаѓа, дури 17% од испитаниците пак мислат дека земјава никогаш нема да стане дел од ЕУ. Тоа само кажува на недоволната информираност на граѓаните за целокупниот процес на приклучување. Ако гледаме историски, тој процес не само што е подолг од 5 години, меѓутоа и со секое наредно проширување на Унијата се дополнително одолжува. Така што тука исто така ќе биде обврска и на нашата држава, меѓутоа еве поттик и на самата Унија при креирањето на стратешките планови,
за Западен Балкан, односно за идните потенцијални држави членки, да осврне малку повеќе да обрне малку повеќе внимание на целокупниот процес со цел запознавање на граѓаните за тоа како течат работите, дека ние, пазете, се уште немаме започнато ни пристапни преговори. Преговорите знаат да траат долго, се уште немаме дефинирано точно по колку поглавја ќе преговараме. Така што овој процес дефинитивно ќе надмине бројката од 5 години. Се надеваме, нели, сите ние дека нема предолго да трае, меѓутоа 5 години навистина нереалистична бројка. Неостварувањето на реформите и ветото на соседните држави членки на ЕУ и понатаму се прецепирани како главна причина зошто земјава се уште не е дел од Унијата. Сепак, иако граѓаните велат дека домашните фактори, односно неспроведувањето на зададените задачи, влијаат најмногу, тие не се доволно запознаени со реформските планови на владата. Дури 79,3% не чуле за планот 18. Факт е дека владата очигледно не комуницирала баш најдобро со своите конституенти, со гласачкото тело, на што укажуваат и бројките дека многу мал број на граѓани слушнале за реформскиот план 18, конкретно. Помеѓу тие, ако гледаме, најмалку чуле всушност испитаници кои што некако се идентификуваат со владеачкото мнозинство. Така што тука ќе се мора да се вложи екстра напор, меѓутоа и владата, како што беше претходниот случај со 369, би било добро да и во контекст на план 18 дава некакви месечни, квартални извештаи за прогресот во имплементацијата на овој план. Очекувањата дека членството во Европската Унија ќе влијае врз владењето на правото се високи. 60,1% од испитаниците веруваат дека членството во ЕУ ќе ја подобри состојбата во судството. 57,7% го сметаат членството во ЕУ како корисен притисок врз владата за спроведување и почитување на законите, а 52,9% сметаат дека членството во ЕУ ќе спречи злоупотреби на службената положба. Континуирано високата поддршка за ЕУ нема да биде доволна, се навидува во заклучоците на анализата, доколку не резултира со позитивен исход и одлука за почеток на преговорите. Обновениот ентузијазам може лесно да се урне без датумот кој земјава го очекува во јуни. Институтот за демократија порачува владата итно да действува за да покаже поголема заложба кон реформската агенда на ЕУ, а Унијата да овозможи зголемена видливост на терен и стратешки да информира за достигнувањата во пристапниот процес на земјава. Mr. Ambassador, thank you very much for your time, for being with us this evening. How can you estimate the diplomatic and economic relations with Macedonia? First of all, thank you very much for inviting me to your program, which I think does really a great job by conveying to the general public essential ideas and messages concerning the European Union integration of your country. I want to greet you and to greet your watchers who now are in front of the TVs. And coming back to your question, of course, in my position as an ambassador, as any other ambassador, we follow very closely all the developments in your country. Now, to be more specific, please, which was the... I said about the economic aspect, maybe, of the relations, some maybe investments, in the some bilateral, talks with the... yes, I understand. In the bilateral field, you mean economic relationship. Well, this is a very good news, I have to tell you. Last year, the bilateral economic exchanges reached around 300 million euros. Comparing with some other economic partners of your country, maybe it's not such a high number, such a high figure, but comparing to economic exchanges in the region, from our side, it is the most significant one.
So it is a positive trend, it is an encouraging trend, and as you already saw in relationship with Bulgaria, in relationship with Greece, in relationship with some other EU partners, as far as the reform process would advance, also economic opportunities would come more and more numerous. Romania took the presidency of the European Union this year. What the priorities will be? Indeed, that on the 1st of January, Romania took the presidency of EU Council, so the Council of European Union. I know you are very familiar with the complex architecture of European Union, but maybe for the general public it is worth to mention that in the EU Council, in the Council of European Union, actually the president, which now happens to be Romania for the next 6 months, is not acting like a leader or like a ruler. Is more acting like a broker, is acting like a facilitator in order to accommodate the position of different governments in European Union on the certain files EU has on its agenda. And these files are followed according to ministerial lines. So, the Ministry of Justice of Romania, during the presidency, is coordinating certain files concerning justice field in the EU. Health sector, Ministry of Health of Romania is managing for the benefit of the EU member states government certain files of interest for the whole EU. The same in environment protection, the same in all areas. Yes, in all areas. Important. So it's more like governmental work coordination between different member states government on issues of common interest. You mean more technical, not that political role you wanna have? Any file has a political stake in the EU. For example, energy is a strategic issue. But when you are in the position of a president and acting as an honest broker, then you try to smooth every corner, to try to smooth any line in order to find the common ground between the member states for a positive decision. So from this kind of perspective, you're going to have a lot of work because the period will be turbulent and really interesting politically. We have Brexit, we have European elections. Yes, exactly in your presidency. Is Romania prepared for this delicacy of the job? Well, this is a complex issue, a question. Actually, I see 3 questions in one. First, in order to give you a perspective, I would tell that during our presidency, 1,700 events would be organized in Bucharest or in Brussels or in different other towns of Romania concerning activities related to this presidency. So you can see how intense the work is and how huge the task and the responsibility. And on 9th of May this year in Sibiu, the summit would take place on the future of Europe. So that would be on the future of European Union. So that would be a really significant event, which is characteristic for any presidency. But for in our case, it would be the theme of the future of Europe. And of course, the candidate countries, including yours, are part of this future, and they are really, really interested to sit
at the table with the others when the debate would take place. Now, the second part of your question, if Romania is prepared, yes, it is. Any ministry performing actually is preparing itself during the years for a task. For as these such. 6 months. Yes. And let us not forget that we have the exercise of inner mechanisms inside EU. So, and beside this, a presidency is not coming out of the blue. Its mandate is designed according to priorities for those 6 months. It is designed according to common ground documents already existent. It is a complex mechanism in which you continue and you undertake from the former presidencies, as we did with Bulgaria and Austria, and you hand over to the future presidencies, The next one. as it would be the case with Finland and Croatia. What is specific for Romania is that we are the third in line with a very positive approach and a very strong interest and a very keen attention to the Western Balkans in terms of foreign action service and in terms of enlargement. And it is no secret, in this respect we continue agenda EU Western Balkans adopted in Sofia last year. And our Prime Minister, our different ministers already expressed their openness and commitment to support and to further the effort for the enlargement with Western Balkan countries. Having in mind that this year in June, the European Council would have to take a very important decision for opening the negotiations with your country. So Macedonia it is can the be case. one example of success during the presidency of Romania. Having in mind the Prespa agreement as the key, it was some kind of condition for starting negotiation with the EU. How do you estimate the agreement itself and the significance of the agreement for the region, for Macedonia and for Europe as well? You know, I have a question in my turn right now. Please. Why wasn't this agreement put in force some time ago? I didn't see very much new elements in it. If you would read some drafts from 10 years ago, Probably political willingness and the readiness of the leaders from both sides. well, in this case, let me say that by empowering this agreement, this Prespa agreement, your country not only used a very rare opportunity, which I'm not sure would come Again, back in, soon. in the next 20 years, as it was not the case in the last 20 years, but also set a model for the region. We know that the Western Balkans and the Southeastern Europe, in a broader picture, are areas with a historical burden, which now is very much addressed during the Berlin process. These are areas with complex relationship between different neighbors. And if I would go back to the Romanian example, we also had to go through this exercise of normalizing relationship with our neighbors. So
Can you be more specific? Of course, broadening your perspective, you would see that actually any new member state of EU has to go through this exercise. To make some kind of, to sacrifice something? No, it's not about sacrificing because, what means sacrifice actually? If I'm going to the etymological sense, means to make something sacred. To learn something, maybe it's better. Yes, but to lose or to get something, maybe you want to ask, but to lose what? Let me give you an example now. There was much rumor in the press about a certain correction of the border between Kosovo and Serbia. Yes. Some of the European leaders advanced the idea that this may trigger a spillover in the region, an avalanche effect. Let's think that your Prespa agreement would not be in force. So your advancement to NATO and to EU wouldn't be possible. How would you protect against such a spillover, against such an avalanche effect? So you mean that also we have to have in mind the moment, political, you have the moment, geopolitical moment, you and have not in to mind the forget about moment, it. the geopolitical moment, but you also have to have in mind the perspective, the future, because if your country would be maintained in the previous status quo and being blocked from advancing toward NATO and EU, realize that in the same time, neighboring country would continue their advancement. And to grow and to go forward. And staying. then a difference, then a gap would be created. And you think it's dangerous? we think about Western Balkans also according to our program documents in terms of stability and security. If you have countries which are left behind, there is a potential risk. And it affects the other countries as well. It's like a... It can, because here in the southeastern Europe, all the neighbors are so much linked to each other. We can say that Prespa agreement is developing in a very good direction, because now opened somehow... the gates. It opened the Yes, gates. And and again, if you look to the example of any new member state, it had to pass through a similar process. So it is what we inherited from the past, but it is also the way we carry it with us in the future. The future, which is more important. Yes. But it's not only the agreement. The future like is what we have to live. The past, okay. It's done. It's not only the agreement, like the unique condition we have in our path towards the European Union. We also have to do reforms in many different areas. Their public administration, security services, and so on. How do you see the progress in these areas? And do you think that maybe somehow they've been left behind, and the energy, the focus was so on the foreign policy? Because that's how the citizens react. Earliest in April and latest in May, after the Europarlamentarian elections, European Commission would come forward with the country report. So it's not to me to assess now the level of progress or the implementation of the Plan 18, actually, because this is what you refer to. What I know was that indeed solving foreign affairs issue, mainly with some neighbors of your country, took
a very intensive and lengthy diplomatic effort which engaged the government at full. But I also know that recently Mr. Prime Minister Zoran Zaev set as the next stage of the reform program Will be focused at home. a stronger focus Yes. on domestic reform, and I paid a very close attention to his speech yesterday on the occasion of the rising of NATO flag in front of the government building, and all these priorities of domestic reforms were in that speech, and he used very resolute words concerning this reform. So I am confident. So you cannot estimate the level of progress in these reform areas, but you can ask maybe for the end, you can share the experience of Romania and how important the integration of Romania into the EU was for the Romanian society, and what were the biggest changes that happened? At the moment of our integration to EU, I was already a diplomat, and I was in a mission abroad in that time. But coming home, what I experienced was a significant increase in the quality of life. Because by the chapters of negotiations, and it would be a very detailed negotiations of any chapter, actually. So by opening and by negotiating each chapter, actually the whole society would change in Macedonia, or Northern Macedonia from today, or the North Macedonia, in the more precise terms. So the whole society of your country would change for better, actually. The issue, the question mark is a certain society prepared to absorb all these changes and to transform? And political elites, because also they will political also be elites, affected. but again, the whole society would be affected. In our case, I felt it for the better, to have better functioning public services, to have a more professional public administration, to have merit-based and merit-oriented access to different institutions, to have a business environment clean and really boosted by a proficient public administration, a clear relationship in terms of open market and free of corruption. These are benefits for everybody, and they come. It is unavoidable. Again, my question mark is, the society is ready to accept these changes, is ready to support them, and is ready to adapt to these changes. It will be a challenge. It will be a challenge. Thank you very much for your time. I thank you for the invitation once again. Thank you very much. Канадиери, помпи со голем капацитет, полски болници и итни медицински тимови за сите видови интервенции ќе бидат на располагање на државите членки на Европската Унија за брза и ефикасна реакција при природни катастрофи или катастрофи предизвикани од човечки фактор. Ова е дел од новата легислатива која ја донесе Европскиот парламент, со која Европската Унија ги здружува ресурсите за цивилна заштита за побрза и подобра реакција. Активирањето на резервата на ресурси RESC-EU ќе биде во случај кога држава членка на ЕУ нема доволно ресурси за одговор на катастрофи, откако за тоа ќе донесе одлука Европската комисија. RESC-EU ќе биде додаток на националните капацитети, а не нивна замена.
Легислативата ќе стапи на сила после конечното одобрување од Советот на министри, а ќе се применува од следното лето. Околу 8,7 милиони лица во Европската Унија работеле во секторот култура или тоа им било професија, покажуваат последните податоци на Евростат за 2017 година, објавени оваа недела. Оваа група на работници представува 3,8% од вкупниот број на вработени лица во Европската Унија. Ако се разгледа по држава членка на ЕУ, процентот на лица вработени во секторот култура се движи од 1,6% во Романија до 5,5% во Естонија. Кај најголем број од државите членки на Европската Унија, овој процент се движи од 3% до 5%. Во Македонија, бројот на вработени во секторот култура во однос на вкупниот број на вработени изнесува 3,2%. Споредено со државите членки на Европската Унија, овој процент е помал само во Романија, Бугарија, Словачка и Португалија. Новите камиони и тешки товарни возила ќе мораат да имаат емисија на јаглерод диоксид за 15% пониска до 2025 година, односно за 30% пониска до 2030 година, споредено со нивото на емисија во 2019. Ова неделава го договорија Европскиот парламент и Советот на ЕУ, за кој приоритет е справувањето со загадувањето од патниот сообраќај. За прв пат во ЕУ се воведуваат строги стандарди за јаглерод диоксид заради намалување на емисиите од камионите. Европскиот парламент на сите производители на возила им наметна и задолжителен минимален удел на возила со нулта и ниска емисија од 2% до 2025 година, со надеж дека така ќе ги поттикне производителите да вложуваат во нови еколошки прифатливи алтернативни горива. Ако Португалија пред неколку години беше во должничка криза со рекордно низок раст и висока невработеност, денеска веќе не е така. Од тамо ни доаѓаат нови иновативни решенија како следното. Чекањето 2 дена резултати од анализа на крв за својот син беа мотивација за еден доктор на науки по физика од Португалија да размислува како своето знаење да го искористи за некое ново решение на полето на медицинска диагностика, со кое би се намалило времето на чекање на резултати од анализа на крв. Така, после неколку години истражување и развој, создаден е мал диагностички уред за анализа на крв, за кој е потребна само една капка крв, а резултатите од анализата се готови за 5 минути, па и помалку. Процедурата се состои од низа едноставни чекори, и тоа: прво се зема една капка крв од пациентот, која се нанесува на специјално изработен диск, кој се става во диагностичкиот уред. И за кратко време, од неколку минути, готовите резултати може да се видат на екранот од уредот или да се испечат. Уредот прави најразлични анализи на крв, кои во нормални околности вклучуваат болка, време и многу ресурси. Уредот може да биде користен во различни клинички ситуации. Компанијата која го произведува уредот започнала со тим од 6 луѓе и сега вработува 127. Од основањето до денес инвестирани се 36 милиони евра, а поддршката од ЕУ е од клучно значење. Тоа беа сите содржини во денешното издание на емисијата Агенда 35. Ви благодариме што не гледавте, во меѓувреме може да не следите на социјалните мрежи и секако секоја недела тука на Македонската телевизија. Се гледаме.